Со либерализацијата на пазарот на електрична енергија, општините може да заштедат до 29,5% од трошоците за струја кај училиштата. Студијата на Институтот за динамичен развој Сфера Нова, во која се анализира колку јавни пари може да се заштедат со либерализација на пазарот на струја од податоци земени од две општини кај училиштата, покажува дека кога тие сами ќе набавуваат струја, нивните трошоци, а со тоа и буџетските трошоци во голема мера ќе се намалат. Според анализата на две општини, Кочани и Гривогаштани, покажува дека 3-годишната заштеда кај сметките за струја кај Кочани, каде се анализирани 10 училишни згради, би било околу 17.550 евра, а во едно училиште во Гривогаштани заштедата би била околу 1.438 евра. Годишно земено, буџетските заштеди за електрична енергија би биле 1,23 евра по глава на ученик. Кога вкупно 275.687 ученици во Македонија ќе се помножат со заштедата од 1,23 евра по ученик, би се добила сума од 340.152 евра буџетска заштеда годишно. Според Христијан Мицковски, советник за енергетика во владата на Македонија, во моментов околу 250 компании слободно купуваат струја на слободниот пазар, а согласно со правилникот на регулаторната комисија за енергетика, од јуни годинава, кога ќе стапи на сила следната фаза од либерализацијата, овој број дополнително ќе се зголеми. За да се стекнат овие нови компании да излезат на слободниот пазар и да купуваат електрична енергија, треба да имаат одредена количина во своето потрошувачко портфолио. Од 500 до 1000 мегават час. Инаку станува збор за една прилично голема бројка на компании кои што исто така ќе излезат на слободниот сегмент од пазарот на електрична енергија, или ако сето тоа се придодаде на ние кои што веќе претходно се излезени на слободниот пазар, ние доаѓаме до либерализиран пазар кој што е повеќе од 60%, и со таа динамика ние ќе продолжиме во годините кои што следат, 2017, 2018, се така до 2020, кога е предвидено да електроенергетскиот сегмент, односно пазарот на електрична енергија биде 100% либерализиран. Според студијата пак на Институтот Сфера Нова, дополнителни заштеди на струја од 20 до 40% општините ќе имаат доколку инвестираат во енергетска ефикасност. Универзитетскиот професор Константин Димитров вели дека со мерките за енергетска ефикасност се смалува потрошувачката на струја на цела држава. Во последните 3 години имаме континуирано намалување на потрошувачката на електрична енергија, што сигурно можеме да кажеме дека се засновува и на се поголемата будење на свеста кај граѓаните дека за да си го подобрат домашниот буџет, да се заштитат, подобре да не трошат неразумно нешто што им влијае на буџетот. Според листата која што ја објави МЕПСО од 1 јуни, уште 156 мали потрошувачи на струја ќе имаат можност да одберат од кој снабдувач ќе набават струја, а 24 нови компании се квалификуваат да излезат на слободниот пазар на струја како дел од првата фаза од либерализацијата.